Најмалите оваа година ќе бидат дел од Бадниковата поворка, која во Тетово за прв пат ќе се одржи на 6 јануари, за да го навести Христовото раѓање. Во тек се подготовките. Околу 50 дечиња се пријавени да бидат дел од Бадниковата литија. Со нив работи професорот по веронаука Илија Деспотовски. Во соборниот митрополитски храм на нашата митрополија Свети Кирил и Методи се случуваа подготовки на голем број дечиња од овој крај кои што се подготвуваат за Бадниковата литија и за одбележувањето на тој предпразнествен ден на рождеството Христово. Имено околу 50 и повеќе дечиња се досега пријавени. Дечињата ги подготвува професорот по веронаука, ѓаконот Илија Деспотовски, преку вежбање на божични песни, кај нас преведена на македонски, обработена и добро позната последниве години е песната Вечниот Бог, со која песна и овие дечиња ќе се подготвуваат за божичната литија. На овој начин ќе се изгради една традиција, која е согласна со православната црква, вели отец Александар. Православната црква од секогаш ги поддржувала побожните традиции кои не се спротивставуваа на незиното предание и на незиниот литургиски живот, и затоа од секогаш дечињата биле оние кои што го наговестувале рождеството Христово, за да ја прекинеме она традиција на непобожни песни и неблагочестиви и полека да изградиме на традиција која ќе биде согласна со литургиското предание на православната црква, со побожни, благочестиви песни кои ќе го спеваа рождеството Христово, со таа цел и со цел што посвечено да се прослави, се покрена и се извршува овој проект. Повеќето дечиња веќе ги научија стиховите од песната Вечниот Бог. Тие се среќни што ќе учествуваат на првото вакво празнување на Бадник. Јас се викам Алексе Петровски. Јас сакав да учествувам затоа што првпат се одржува во Тетово. Јас сум Мија Ристовска и сакам да учествувам во овде, бидејќи е многу убаво да се пее и да се учествуваат. Јас би сакала да се пријават повеќе деца за да учествуваат и да пеат. Јас сум Никош Томовски и јас ја научив песничката Вечниот Бог за Бадниковата поворка. За овој Божик вакви бадникови поворки се предвидени и во Скопје, Битола, Радовиш, Прилеп, Охрид, Гостивар, Кичево и Ресен. Организаторите посочуваат дека сите заинтересирани родители можат да ги пријават своите деца за учење на Бадниковата песна Вечниот Бог.